Добре дојдовте во процес. Четворица млади луѓе се собраа спонтано и цела недела секое утро одат на кафе и разговор за загадувањето со скопските градоначалници. Тука со мене се двајца од нив, Александар Донев и Јане Димовски, двајцата активисти. Добро дојдовте. Добро дојдовте. Како тргна целата работа? Јане. Поминавме, јас бев 2 дена, морам да признам дека Донев и Александра се менуваа беа сите 4 состанока. Мојата идеја беше во вторникот да протестирам пред град Скопје, поради тоа што викендот сите знаеме загадувањето достигна 2200 особено општина Карпош, да, во општина Карпош и неподносливо беше. Тоа веќе беше неподносливо. И сега ние сме сведоци на иста ситуација која се повторува секоја година, секоја зима, сезоната е иста, буквално. И нема ништо понатаму од тоа. Луѓето протестираат, негодуваат по социјалните мрежи, но не излегуваат во доволен број на улиците за да направиме некаков притисок и тоа се случи буквално од тоа што не знам веќе што да правиме, а нешто мораме да преземеме. Бидејќи имаме деца дома, да, како граѓани имаме деца дома, ситуацијата едноставно веќе не може да се толерира и оној одговор дека институциите се надлежни до некоја одредена мера, понатаму не се, односно никој нема доволна надлежност за да направи нешто, и тој одговор ми беше неприфатлив и затоа едноставно објавив на Facebook и Александар и другите соgraѓани ми се приклучија и наместо протестно кафе, мислевме секој ден да пиеме по половина час, барем толку можеме да одвоиме секој ден пред работа, по едно кафе пред општините, да, во знак на протест, со транспаренти, и да пратиме некаква порака до градоначалниците, меѓутоа се погоди градоначалникот во исто време да доаѓаше на работа и не повика на разговори од таму. Тоа беше првиот. Викам, ќе не викнете ли на кафе сега, пошто испадна дека се он си доаѓа тука, медиумите го сликаат на изјава. Тоа беше Тријановски, кој беше првиот? Како се медиумите го сликаат, си дава изјава човекот и ќе си влезеше, не ќе останавме така. Се викам ајде да се напиеме барем на кафе кога сме дошли. И како ве прими? Ве прими окей. Коце Тријановски имаше некој состанок после рече на половина саат време се задржавме. Во принцип има кај сите сме добре дојани, нормално сега е пред избори. Време пред избори, да. Сите се окей, сите се фини, однаша се сега. И така да за тоа немам никаква замерка. За друго ќе би дискутираме по текот на разговорите како оди, имали ве слушаат ли, што ги прашувате најчесто? Не, мислам дека на сите прво го кажуваме стало дека едноставно не сме задоволни од тоа. Или си ја тераат на агенда дека и тоа што го преземаат. Дека тие немаат ингеренции, дека... Да. Не, скоро сите посочуваат дека во тоа интерес на конструкција. Четворица бевте до сега. Да, бевме кај Коце Тријановски, кај Жерновски, кај Ивица Коновски и кај Штефче Екимовски утро беа и во понеделник идеме кај Беличанец во кисела вода. Да, па ние скоро сите ги поминаме, меѓутоа генерално прво се одлучивме во град Скопје, бидејќи градот има најмногу ингеренции споредено со општините во Скопје во врска со овој проблем. На сите им кажавме дека не сме задоволни и дека иако знаеме дека некој од нив можеби нема доволно надлежности, дека нивна должност е кога има толкав проблем од кој што умираат годишно толку многу луѓе, сведоци сме, постојано се повторува таа статистика, сега вие ме надополните дека тоа били 1800 луѓе годишно, не се 1300 ниво на Македонија, значи огромна загуба, огромна. Ако не се грижиме за толку многу луѓе што умираат, па зашто не останува да се грижиме воопшто? А тоа сосема известно дека во следните години може да е некој наш близок, како или ние. Збориме за директно, а индиректно уште колку последици исто. Што им кажавте, што им образложивте? Значи, ние настапуваме во оваа иницијатива спонтано и настапуваме како граѓани. Значи, ние не настапуваме, не стои од некоја конкретно здружение кое што се бави со оваа тематика, така да
не настапуваме како експерти, иако во соработка сме со повеќе организации, сме учествували сме поддржале други протести и движења во однос на ова. Сега мислам дека знаеме кој е нивниот начин, значи тоа е префрлање на одговорноста најчесто. Некои од општините не дека не се потрудиле нешто да направат, меѓутоа кога без разлика колку и да се дискутира, кога нешто не носи резултат, значи не сме направиле доволно. Ама се гледаат резултатите. Да, се гледаат. Значи ние прогресивно секоја година се полоши и полоши. Посебно во зимскиот период. Сакаме да слушнеме што они мислат, значи они ни кажуваат исто каде мислат дека може да се направи повеќе, каде да се направи помалку, кои се ингеренциите што ги имаат, тие што ги немаат и слично, така да имаме една конструктивна дискусија. Меѓутоа, мене има еден момент што мене лично многу ме фрустрира, а тоа е кога, знаете, не сега ни кажуваат дека, например, кога за нешто треба да го публикуваат Министерството не одговара, или не знам, МВР не одговара или слично, и сега тоа може би е така. Меѓутоа, мене не ми е јасно како може кога се работи за некакво колективно напаѓање, например, еве моментално на граѓанскиот сектор, или за некоја реторика која што е во корис на некои политички структури, како тогаш сите се супер организирани и сите добро соработуваат, и све може да помине на од највисокото до најниското ниво. Сите се складени со изјавите и све. А за ваков проблем кој што го имаме, немаме комуникација. Значи, мене тоа сите го кажуваат така. Са јас верувам дека нешто треба во ингеренциите да се промени, законски промени да се направи слично. Меѓутоа, не може да биде тоа оправдувањето да се подава топката кога гледаме дека во други случаи перфектно функционира. Така да тоа е една ствар да што ме надополни Александар, еве владата која сакаше да го спроведе проектот Скопје 2014 безпрекорно. Сите институции функционира во насока на тоа да се спроведе тој проект. Практично немаше никаква пречка. Дупови се менјаат, све се прави. Се менуваше во прашање, и прашање беа на денови кога тоа се прави. И пари се најдоа. И до многу пари, на 600 и кусур милиони. И во 3 ноќе се сечат дрва со полициско обезбедување, со све. Тогаш МВР е супер. Тогаш МВР први се до нас. А сега имаме едно вакво важно прашање кое што се пимпла помеѓу институциите со години. Ако сте можеле да тоа се организирате така, мора за ова да се организирате. Нема друг начин. Се немаме излез. Добро, имате така проактивен пристап со градоначалниците, имали фидбек нешто? Ветија ли нешто? Видите, не сме ни ние... Сите се правдаат, немаат ингеренција, ама не е така, бидејќи меѓуинституционалното тело со години не функционира и тоа е факт. Се гледа по резултатите. Општините, градот Скопје, МВР, здравство и не знам уште кој се е таму вклучен, тоа тело не е вклучено со години. Не седнало. Да, тоа се гледа по резултатите, бидејќи за тоа го посочивме некои градоначалници дека се е убаво тоа што они мислат дека преземаат и во случај ако тоа координативно тело се состанува, меѓутоа единствениот резултат, ефект кој што треба да сите тие мерки и состаноци да допринесат е намалување на загадувањето. Се додека загадувањето е на ова ниво, значи ништо не сме постигнале. Ниту пак нивните мерки имаат било каков ефект. Значи мора нешто да се менува и мора уште многу повеќе да се вложи во тоа и напор и работа. Сега доколку институциите, што е исто многу веројатно, не имаме како држава многу малку експертиза за многу прашања, така што е возможно и да немаме доволно и за ова во сите тие области кои што треба да ги покрие решавањето на ваков проблем. Да. Во тој случај баравме од сите општини да се отворат кон граѓанскиот сектор, бидејќи таму има луѓе исто така што имаат доста познавање од различни сегменти на овој проблем, да се отворат кон сите експерти, а ако е потребно да побараме од странство помош. Многу држави и поголеми од нас долго години се мачеле со вакви проблеми, меѓутоа ги надминале. Значи има луѓе што знаат. И многу е важно и тоа да се види. Што знаеме, ако не знаеме да побараме помош. Што можеме да вложиме, затоа што немаме ни лабораторија за испитување. Дискусијата што треба треба нешто да правиме, требаше се води таква дискусија требаше се води пред 6 години, а не сега. Дали нешто треба? Не, сега веќе мора да правиме. Сега мораат итни мерки, со тоа што мора и понатаму и веднаш долгорочни мерки. Само да дополнам дека исто така на градоначалниците им кажеме дека сметаме дека реално нивните општини, политиката што ја водат, не е во насока, не го третира овој проблем како приоритетен, што се гледа од буџетите на општините и парите како се трошат во тие општини.
Значи има многу други работи кои што им се приоритетни, вклучително и панорамски тркала и разноразни други работи, а сите оние мерки кои што во овој период на загадување тие ги истакнуваат, тие се финансирани со многу помали пари и тие се практично не се воопшто приоритет, ако ги гледате буџетите на општините и на градот. Значи не може да финансирате вие субвенции за домашно грење со 100.000 евра, а 15 милиони евра додат на други и да градат булевари од 5 ленти, а да има пола метар преку автобуски билборди и за велосипедисти, и за пешаци, и за све. Мислам, тоа значи дека се мерката од не ви се пофалија со мерката Трајановски, мерката со автобусите што беше 3 дена. И он си дојде со автобуса, возачот со колата се сликаше. Да, а не возачот него со колата си дошол тука од страна, за после да го вози. Да. Али ја мислам да потенцираме една друга ствар која што е сега реална, тоа е дека ние сите сме дел од проблемот. Значи не можеме, ние треба да побараме од институциите тоа што треба да правиме. Треба и свеста на граѓаните. Треба и свеста ние да наша да ја подигнеме на едно повисоко ниво и да почнеме промената да правиме од себе, за да ја очекуваме и да бараме од другите. Значи не можеме ние само сега да викаме по градоначалниците или по министерствата или слично, значи треба пред се сами да тргнеме. Меѓутоа тога се согласувам за ние понатаму да воведеме некои мерки, пар или не знам што друго, ние треба да имаме можност на друг начин да така да се транспортираме, да функционираме во нашето секојдневно обкружување. Значи ние треба да прво да почнеме самите, да видиме што ни смета, како ни смета што можеме, за да може да критикуваме некој друг да направи нешто. Така е. Меѓутоа таа пар мерка и некои така поригорозни, веројатно заради политички не сакаат да не изгубат поени, па не сакаат да ги воведат градот. Предпоставувам градоначалниците, не знам што ви кажале во тој дел. Делот од тие проблеми со ингеренции што ги спомна Александар. Бидејќи аерозагадувањето од восилата многу допринесува. Да, според извештаи кои што сме ги прочитале, да. Скопје котлина, ние ја третираме, ама ние ја третираме и све што се прави не се третира како котлина, ние се понашаме и се гради и се прави како да сме на некој као Виена да живееме, со ветар дека ќе ни дува на секој втор ден. Се на куп. Значи ако е котлина треба така да третираме, да знаеме дека тоа така и такви одлуки да се носат, такви градежни дозволи да се даваат, да не се гради со што е тука на водно на прва линија згради од по 5-6 спрати, ние очекуваме дека ќе ни дувне ветар кроз градот. Нема вентилација, што ви кажа во делот на зеленилото? Многу паркови си секоја, нели? Ама супер се цифрите, кога ги слушате цифри на хартија, цифрите се лудило. Мислиш дека живееме у Не знам, јас сум сведок, живеам во центар, во моето обкружување, например, последните години исчезна 2 паркчиња, плаштадот и целосно изчистено дрва, знаеме колку многу дрва имаше таму. И ево, само за центар да зборуваме, голема парцела исто зелена е од универзитетскиот кампус, која што исчезна. Односно беа исечени 50 и нешто дрва таму. И сега ако ги гледате резултатите од мерењата на мерниве станици, на тие места уште поголемо е загадувано оваа година отколку минатите години. Например. Сега не може никој да му убеди дека ги зголемиле бројот на дрвата кога ама се гледа. Околу се гледа, можеби пошумуваат некаде. А на местата кај што беа парковите, сега се изградени административни згради, со кои што во нивното обкружување ниту минимално не се ни обиделе да надоместат било какво зеленило, значи нема ниту едно дрво. И паркинзите кои што ги изградија обично се прават на влезот во градот, во периферија, мислам. И исто и видете, не може, например, треба сите заеднички да третираме ова како проблем, затоа што воздухот се движи во зависност од денот и какво е, дури и која сезона е од годината и слично. Значи не можеме, воздухот може да дојде во моја општина од некоја соседна каде што се загадува многу. Значи не можеме тоа во изолација да го премениме само на едно место. И затоа мислам дека треба баш мислам еве на ниво на Скопје ако збориме дека сите општини треба да го зборат ова, индустријските зони, еве градежните депони, денеска ги спомна градоначалникот на Карпуш, што е комплетно во право. Или од каде се сообраќајот од каде се пушта, значи се уште поминуваат у Скопје камиони, добро направија таа обиколница, нели? Не дава ефект. Значи некој треба да ги застане тие коли. Некој треба ред да воведе. Значи тоа е таа меѓу институционална несоработка. Да. Градоначалникот
Трајановски рече дека он побарал од МВР, а тоа беше тие дупки и процепи меѓу ингеренциите. Сега градот побарал МВР да се воведе парнепар, Америка МВР не дозволува. Прво, што има МВР тука да каже, ако градоначалникот и градот смета дека таква ситуација да мора парнепар, МВР ќе спроведува. Мешто се они добиваат такви мерки. Ама исто пример, тој мора да ги имат ингеренција. Значи, они имаат право како општина, на пример општина Карпош зборевме или аеродром, значи имаат право како општина да дојдат на пример во сендвичара некоја да видат што како. Ако сендвичарата има прави на ќумур. Сега они прави на ќумур загадува многу, така? Меѓутоа сендвичарата има дозвола од друга институција државна дека она смее да работи на ќумур. И толку они немаат веќе ингеренции. Или тоа што зборевме... Или со горувањата со гумите, кое што го дозволи Министерството за животна средина на големите индустријски капацитети, дозволено име. Се увезуваат гуми и горат на гуми. И поста или за грејењето дома. Значи ти можеш да видиш сега комшијава чури, гума може горел или не знам лајсни или што, тебе ти кашлаш, приметиш, пријавиш. Они немаат права да го проверат, освен ако он само не им дозволи. Не смеат да му влезат дома во имотот. Тие инспекцијски служби, добро, знаеме, видовме, немаат возила, малку се. Им кажавме транспарентно да пишуваат. Им рековме транспарентно, секојдневно ако треба, на нивните веб страници, да објавуваат дека код се вика трета смена работеле. Па дајте да видиме што сработиле. Да видиме, дајте, денеска биле таму и таму, ова се направило, ова се затворило, тоа сам малце потранспарентно. И околу исто денеска исто спомнавме, значи има и многу олеснителни, значи субвенционираат, не знам, зависи со која општина што, за кои што многу голем, не само за пелетите, и не знам за енергетска ефикасност на објекти, дури приватни објекти за покриви азбестни се менјаат, се заменуваат со други и слично. И тоа е фина иницијатива, меѓутоа јас живеам општина Карпош цел живот. Ја не сум, значи тоа дали ако се носи некако затаено. Треба да се промовира тоа. Тоа се долгорочни мерки кои треба да се промовира и повеќе да се прифаќа. Тоа може да даде ефект за 10 години. 10-15 години, а до тогаш, добро е да се прави. Апсолутно. Што кажа Стефче Јакимовски, се правдаше дека облакот дошол од Косово, од цементарница, не знам. Не спомнавме за Косово ништо, али на пример прателе некои мерења, имаат и некоја нивна мерна станица. Например, ако било загадувањето од не знам од кое село тамо па Ѓорче и движењето на воздухот од тој дел кај што најчесто доаѓа, и обяснуваше дека нормално било ако таму е 1700 дури било, па 1400 се намалува како што движи ветерот, и се на пример кај Сити Мол е 1000 и тој се намалува, меѓутоа го носи наваму, дошоло таму. И тоа не е нешто дека не може да се случи, сега не верувам дека од Косово може да дојде така лесно, али може да дојде во секој случај, зашто така мислам дека Ѓорче е соседната општина. Не е нешто многу далеко. Али за тоа кажам, ние сега може да може би управа, може не е, меѓутоа факт е дека треба интегрално да се третира проблемот. Факт е дека сите заедно можеме. Сите, само тоа е единствениот начин. Затоа што ова е нешто е алармантно, него ова е геноцид на сопствениот народ, тогаш нека не евакуираат сите. Али ние треба да направиме нешто и како граѓани, како ние на протестите, двата прошли протести што ги организираше као движење Смог Аларм Скопје, на протестите има има помалце луѓе доаѓаат од тие што умираат на годишно ниво. Од истото, значи срамота е тоа. И на социјалните мрежи сите сме гласни, што е факт, а на улица никој не излегува како да не засега. Значи еден новите бројки како што рекавте 1800 луѓе умираат годишно од конкретно, од директно од ова, а ние на прошлиот протест звевме 300-400 луѓе. Сега како да ви кажам, и ние треба да го ставиме притисокот. Апсолутно. Да. Планирате ли нешто повеќе од ова да излезе? Ова е многу интересна и добра иницијатива. Да, апсолутно планираме некако да го финишираме со резултат ова, да не биде само на тоа некако подигање на свест и алармирање, бидејќи тоа се случувало и порано и поминувало секој чудо за 3 дена. Еве, се разубава воздухот веќе. И забораваме. Ретко кој зборува за тоа. Дојде пролет, дуна ветер.
сакаме да во план ни е да ги посетиме и другите градоначалници во Скопје. До сега сите декларативно ќе ги седнете ли сите заедно? изразија спремност да учествуваат на еден форум во кој што сакаме да ги собереме сите можни надлежни институции, сите засегнати страни во општеството кои што имаат некакво знаење за решавање на проблемот. Значи тука би дошло експерти од областа на здравство, индустрија, животна средина, инспекции, сите граѓански здруженија кои што имаат било каква знаење на ова поле, сите општини и нивните служби кои што работат во овие области, грејење, сообраќај и владата и Министерството за животна средина. На еден таков форум во работни групи да се издискутираат сите можни решенија и да се излезе на крај со некаква стратегија во која што владата ќе вложи пари. И тоа, значи, да ние покажа градоначалниците што ги видовме до сега и отвореност за соработка, значи дури некои од тие работни групи би работели пред тој форум. Форумот 2 до 3 дена дискутиравме затоа што не можеме ова да го испегламе кратко во неколку сати. Меѓутоа, целта е да на крај се донесе една стратегија, ако треба и законски измени, кои што по најбрз рок ќе се променат во собранието, значи да се донесе една долгорочна стратегија на највисоко ниво, за да се насочиме во правец на решавање, на вистинско решавање на овој проблем, и да не можеме да ги слушаме истите оправдувања кои што ги слушаме сиве овие години. Да нема префрлање на ингеренции и на одговорност и слично, значи да се ставиме сите, затоа што стварно ова е нешто што во служба на своето здравје, некоја кампања, нешто пошироко планирате ли нешто? Дискутираме, сакаме да направиме, да тешко е затоа што имаме и други обврски, а од друга страна и не сме некој правен субјект кој што се занимава со ова, меѓутоа целта е да ги вклучиме повеќето или сите здруженија кои што веќе работат на ова поле, а ги има доста, би рекол, меѓутоа некако така распрскано делуваат за сега, така да тука не е работата дека некој ќе превземе ова или нешто, работата е сите заеднички да придонесеме за да го решиме ова. Така да јас би повикал, тоест повикуваме граѓаните да се приклучат кон оваа иницијатива и на сегалов може начин да придонесат кон решавање на ова нешто и би пуштил да апел и до јавните личности кои што во изминатиот период кога беа најпотребни, повеќето од нив некако затаија, ја би рекол. Сепак се јавни личности и се креатори на некако јавно мнение, кое што е многу битно. Ова е тема која што е надпартиска. Мислам, тука нема поделби никакви. Нема национална, нема религиска, нема партиска. Значи сите го дишаме чистиот воздух. Мораме да ја подигнеме свеста на нашите сограѓани за конкретно за овој проблем. Со нив тоа може да го направиме многу побрзо и многу полесно. Во делување на промената на свеста во иднина за работите кои што треба на лично ниво да се променат исто може да помогнат многу. Така да еден апел до сите оние кои што веќе некои изразија желба и подготвеност и се приклучуваат, да се собереме со нив, можеме полесно да направиме една медиумска кампања која што ќе има многу побрз ефект и многу повеќе да ги притиснеме институциите за да го решат овој проблем. Затоа што само така они нема да може да не одбијат. Иначе долго сме во мал брк како сега, знаеме дека тоа добро го хендуваат. Така, ќе ви отворат врати и ќе ве викнат на кафе. Институциите најдобро функционираат кога се под силен притисок и од страна на граѓаните. И сега граѓаните треба да го дадат својот влог, со тоа што ќе се А сега кој вашата работа? Комфортна зона и сме да. тука да ве следиме апсолутно. Добро, ви благодарам на разговорот. Фала,